Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Здравствените работници излегоа на мирен протест. Концепт за системска рана детска интервенција. Годишнина од формирањето на Трета македонска ударна бригада. Кумановските здравствени работници се приклучија на мирниот протест преку кој порача дека се против доцнење на плати, но и неисполнување на ветувањата за нови покачувања. Повеќе во прилогот што следува. Здравствените работници, техничкиот персонал, администрацијата од Општата болница и Центарот за јавно здравје Куманово се приклучија на мирниот протест кој го организира самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Македонија, како и огранокот на клинички синдикат. Тие за време на паузата од 10 до 10:30 часот излегоа во дворовите на установите. Здравствените работници се револтирани од доцнењето на јануарската плата, но не и исполнувањето на ветувањата за нови покачувања. Протестот не повеќе се организира заради доцнење на платата и повеќе тоа да не се повтори. Инаку, првата причина што е за непокачување, односно непотпишување на анексот на колективниот договор за покачување на плативе. Тоа беше подадена рака уште на 1 мај минатата година, со тоа што не се оствари никаква средба со премиерот и од тоа ништо сега за сега. И ние сме луѓе, сакаме редовна плата, навремено земање на плата. Втора работа е договорот што требаше да биде потпишан за покачување на платите на медицинските сестри, како и на другиот здравствен персонал. Тоа значи 3000 денари бруто, а 2000 нето на основица на плата, веќе 3 години, 3 месеци се одоговлекува. Тоа е премногу за нешто што е веќе договорено и бараме да истото биде во најкус можен рок изреализирано. Секако дека и другите барања кои што беа предизборно ветени за зголемување на плата на вработени во здравството во тек на 2022 година не беше воопшто проведено ништо од барањата. Со зголемувањето на минималната плата не настапи зголемување линеарно на платите на здравствените работници, што значи дека немаме апсолутно никакво зголемување на платите од она што е ветено. Понатака се воведуваат предлог закони за измена на исплата на плата, што значи дека синдикатот ќе биде маргинализиран, нема да учествува активно да учествува во исплатите на плата и во одлучувањето, а колективниот договор ставен по страна, што значи дека сите додатоци, а ние работиме и смени и дежурства, ќе бидат ставани под еден голем знак прашалник. Таквото нешто не е добро за ниеден здравствен работник. Додека траеше протестот, здравствената заштита се одвиваше непречено во болницата, велат представниците на синдикатите, кои информираа дека платите на здравствените работници се пуштени. 4 лица се повредени, меѓу кои еден малолетник, откако Шкода Фелиција вчера вечер удрила во паркирано возило на полицијата во Кумановско. Околу 20 часот и 50 минути во СВР Куманово било пријавено дека на автопатот Куманово-Табановце патничко моторно возило Шкода Фелиција со кумановски регистарски ознаки, управувано од 41 годишен жител на Кумановско Никулјане, удрило во службено возило на МВР, кое било паркирано поради вршење на увид за друг настан, информираа денеска од секторот за внатрешни работи Куманово. Како што додаваат од полицијата, во незгодата со телесни повреди се здобиле возачот на возилото Шкода, 2 сопатници и еден малолетник, констатирани во Општа болница Куманово. Представници од училишта, градинки, граѓански здруженија, стручни служби од Куманово денеска се информираа за концептот за системска рана детска интервенција кој го презентираа надлежни од Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори.
Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори денеска во Куманово пред представници од училишта, градинки, граѓански здруженија, стручни служби го презентираше концептот за системска рана детска интервенција за деца со развојни задоцнувања или попреченост кој се спроведува со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ Скопје. Настанот се организираше со поддршка на секторот за образование од Куманово. Концептот за рана системска рана детекција е одобрен од Министерствата за труд и социјална политика и здравство. Целта е да во нашата држава воспоставиме услуги за рана интервенција за деца од 0 до 6 години и сега ќе поразговараме тука со стручните лица од предучилишните установи, невладениот сектор, основните училишта, за да видиме какви се можностите на територијата на општина Куманово и пошироко во североисточниот регион за воспоставување на овие услуги. Ние имаме еден нацрт модел кој што е направен врз база на современи европски системи. Значи, системот поддржува семено ориентиран пристап, а тоа е целта, значи, услугите децата да ги добиваат од најрана возраст во семејството, во домот, а стручните лица заедно со родителите да пристапуваат до тие услуги, да ги обучуваат родителите и заедно да работат со децата, а после 3 години веќе да доаѓаат во центри за рехабилитација, во детските градинки да има развојни услуги и така натака. Така да тоа ни е целта, треба до крај на годината да еве вака да видиме, гледате тука денеска се стручни лица од целиот регион, така да видиме кои се нивните потреби, нивните знаења, значи сите заедно. Ова е само еден од многуте вакви настани кои што ги правиме, сите заедно да дојдеме до еден најдобар систем кој што може да се имплементира во нашата држава. Системот, појаснуваат, е трансдисциплинарен, опфатени се едукатори, лекари, социјални работници, физиотерапевти, логопеди, дефектолози, кои заеднички треба да следат современ протокол кој веќе се применува во ЕУ и САД. Ние треба да го развиеме моделот, да ги обучиме лицата и после тоа тие што се заинтересирани да работат на оваа проблематика секако сами ќе се пријавуваат и ќе учествуваат. Ние сега во моментот немаме развиен систем. Едноставно работи кој како знае, односно како учел на факултет, како ќе слушнал нешто бил на обука применил. Значи официјално нема протокол, стандард развиен и ова за рана интервенција, значи за тие деца од најрана возраст, од 0 до 3 посебно, а после тоа и до 6 години. Така да сега целта е да развиеме стандарди, да развиеме протоколи и сите заедно, у цела држава да работиме исто. А тоа исто ќе биде како што работат во земјите во Европска унија, Соединените американски држави. Значи тоа ни е целта, да го подигнеме нивото на квалитетот на услуги кои што го добиваат децата. Во Куманово, како што информира раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ, на ниво на училиштата има 169 ученици со попреченост со наод и мислење и околу 270 ученици без наод и мислење, а имаат потешкоти при реализација на наставата. Ова година успеавме заедно со Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори, МКФ комисијата, да успееме да издействуваме да има регионален центар и во општина Куманово, која е сместена во основното училиште во Караџиќ за проценка на способностите на учениците. Една олеснителна околност, иако знаеме дека родителите имаа макотрпен процес да дојдат од наод и мислење за своето дете и се чекаше дури со година и повеќе од една година. Од оваа година веќе комисијата си работи, како што реков, во училиштето и нормално наставниците пријавуваат, имаат поедини проблеми, но тука сме како општина, а пред се, значи, законската регулатива е таа која наложува од учебната 2023-2024 година Законот за основно образование децата за целосна инклузија на образовниот процес во нашата држава. До крајот на годината ќе се организираат средби со инволвирани лица за да се креира најдобар систем применлив во државата, предвидени се и обуки. Пилот општини каде ќе се применува се Куманово и Штип. Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово со поддршка од Дрексел Мајер Македонија доби целосно опремена сензорна соба наменета за ученици со интелектуална попреченост и потешкоти во развојот. Сензорната соба е опремена со специјални реквизити, дидактички средства и помагала, каде што со соодветна стручна помош ќе се постигне инклузија на учениците. Новото каче во основното општинско училиште Браќа Миладиновци е прилагодено така што учениците ќе можат да поминуваат од
одредено време таму. Ке другаруваат и ке ги развиваат своите сензорни способности. Драго ни е што имаме можност да даваме придонес во унапредувањето на воспитно-образовниот процес, особено во делот на создавање еднакви услови за развој на децата уште од рана возраст, велат од менаџментот на Дрексел Мајер Македонија. За директорката Јасмина Спасевска, оваа донација има огромна важност, бидејќи стручните кадри ќе имаат можност уште подобро да одговорат на потребите на децата со попреченост и да го реализираат својот наставен план. Како општествено одговорна компанија, Дрексел Мајер Македонија во континуитет преку бројни проекти и активности ја поддржува заедницата и регионите каде што делува. Во Занајчискиот дом вчера вечер се одржа музичка вечер со настап на учениците и нивните професори од Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев од Куманово. Пред љубителите на музичката уметност беа интерпретирани светски познати романси од Френк Синатра, Елвис Присли, Витни Хјустон и други. Пред присутните се обрати директорката Сандра Зојчевска. Кумановската библиотека Тане Георгиевски организира промоција на книгите Мајка од магла и Умрев за да оживеам и средба со авторката Габриела Давидовска Банич. Настанот ќе се одржи утре со почеток во 18 часот во Занајчискиот дом. Модератор на настанот ќе биде Христина Алексовска, а промотори се Десанка Николова, Весна Алексова. Пред присутните ќе се обрати и Емилија Златкова Анастасова. Сојузот на борци од Куманово в понеделник традиционално ќе одбележи годишнината од формирањето на 3-та македонска ударна бригада во селото Жегляне. Граѓаните кои што сакаат да бидат дел од ова чествување утре и во петок од 10 до 12 часот треба да се пријават во просториите на општинскиот одбор на Сојузот на борците во зградата на поранешен комитет. Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна и годинава традиционално ќе ја одбележи годишнината од формирањето на 3-та македонска ударна бригада во селото Жегляне. Од Сојузот на борци од Куманово денеска ги повикаа граѓаните кои што сакаа да бидат дел од одбележувањето на овој значаен историски датум, следните 2 дена да се пријават во просториите на општинскиот одбор во зградата на поранешен комитет. По тој повод на 27 февруари оваа година ќе го одбележиме 79 години од формирањето на славната 3-та македонска ударна бригада. Сојузот на борците ги повикува сите граѓани на општина Куманово кои сакаат да земат учество, да дојдат да се пријават во просториите на Сојузот на борците и тоа во четврток или петок или утре и задутре, со тоа што ќе треба да се запишат на списокот за одење за да може Сојузот на борците да знае колку автобуси да ангажира. По тој повод уште еднаш испратам апел, значи одбележувањето е во понеделник на 27, а од утре може да се дојдат граѓаните да се запишат и да се пријават за учеството на одбележувањето на овој настан. Граѓаните може да дојдат од 10 часот до 12 часот, сите заинтересирани да се запишат. Ова е чисто само формално да знаеме колку луѓе ќе присуствуваат и колку материјални средства ќе треба ние да обезбедиме. Поваѓањето е во 10 часот пред зградата позната кај Народен комитет, а се враќаме некаде после 12 до 13 часот. Тоа е одбележување кое е некаде во селото Жегляне ќе трае некаде 45 минути до 1 час и потоа враќање во Куманово. 3-та македонска ударна бригада била формирана на 26 февруари 1944 година во училишниот двор во селото Жегляне од баталјонот Стив Наумов и кумановските баталјони Јордан Николов Урце и Христијан Тодоровски Карпош. Општинската организација на Црвен крст Куманово во соработка со Институтот за трансфузиона медицина организираше крводарителска акција во просториите на Коледарскиот клуб Куманово. Акцијата беше успешно реализирана, а членовите на Коледарскиот клуб својата хуманост ја покажаа со дарување на 26 крвни единици. Информираат од организацијата.
Полициски службеници од СВР Куманово привеле 45 годишен штипјанец. Тој се сомничи дека со употреба на сила влегол во продажен објект на улица Иво Лоларибар и одзел пари и клучеви од патничко возило Пежо, собственост на БС, пошто го одзел и возилото, со кое удрил во надгробна плоча на градските гробишта во Куманово. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава, информира полицијата. И во продолжение вести од Македонија, новинар Снежа Петковска. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска во Белград оствари билатерална средба со неговиот српски колега, министерот за внатрешни работи на Република Србија Братислав Гашиќ, а по повод потпишување на протоколот за начинот на извршување на гранични проверки на заедничкиот граничен премин Лојан Емиратовац. Истакнувајќи го напредокот на меѓусебна соработка меѓу двете министерства, како и пријателските добрососедски односи и партнерство, министерот Спасовски ја потенцираше интензивната соработка помеѓу двете министерства за внатрешни работи. Во однос на билатералната стратешка и оперативна соработка помеѓу двете министерства за внатрешни работи, можам да констатирам дека истата се реализира доста интензивно, како преку продуктивната договорна соработка, така и преку непосредни контакти на двете полициски служби, решавање на заеднички случаи, мешани патроли, вршење на гранични проверки и воопшто преку спроведување на заемна партнерска полициска соработка, придонесувајќи на тој начин за зачувување на безбедноста и стабилноста во двете држави и во регионот, рече министерот Спасовски. Во однос на безбедносната состојба на државните граници, Спасовски информираше дека истата е стабилна и без позначителни промени во однос на изминатиот период, а во таа насока во текот на 2022 година забележан е тренд на зголемување за 31,22% на обидите за илегални преминувања со спречени 27.391 обиди, а истиот тренд продолжи и во јануари годинава, рече Спасовски. Агенциите за цивилно воздухопловство на Македонија, Србија, Словенија и Црнагора денеска во Охрид ја потпишаа спогодбата за потраги и спасување како дел од заедничките операции на земјите од регионот во цивилната авијација. Со спогодбата се зајакнува меѓусебната соработка на ниво на агенциите во градење, развој на капацитети, размена на искуства и знаења, подобрување на оперативната прекугранична соработка. Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Томислав Тунтев истакна дека со ова се врши хармонизација на операциите за спасување во земјите од регионот, со што постапките се интегрираат во еден ефикасен систем за обезбедување на потребните ресурси во цивилната авијација, постапки целосно усогласени со стандардите на Евроконтрол. Своје обраќање имаше и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој истакна дека регионалната соработка е од исклучително значење за поставување на високо професионални стандарди во цивилното воздухопловство, имајќи предвид дека е потребен организиран систем за потрага и спасување на воздухоплови и лица во опасност како операции од висок ризик. Денешниот собир е само потврда дека ние, земјите од регионот, работиме на усогласување на домашните легислативи во обезбедување на потребните ресурси за овој тип на операции. Развојот на авиосообраќајот и воздухопловството во Македонија е високо на агендата на владата и во таа насока создаваме услови да креираме долгорочен и ефикасен систем на организирање на цивилната авијација, изјави министерот Бочварски. Тој исто така потенцираше дека владата на Македонија го усвои законот за воздухопловство, преку кој се подигнуваат стандардите во воздухопловната дејност. Програмерите не се на врвот на листата по највисоки плати во Македонија, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Највисоки плати земаат работниците во секторот воздухопловен транспорт, каде за месец декември е исплатена просечна нето плата од 94.537 денари. Нивните плати од декември лани пораснале за 4,8%. Во секторот компјутерско програмирање, консултантски и средни дејности, државната статистика измери просечна плата од 88.192 денари, што е раст од 12,3% споредбено со истиот месец лани. Трети на оваа листа најплатени работници се вработените во дејности за изнајмување и давање под закуп, односно лизинг, каде во декември лани исплатена е просечна плата од 78.405 денари. Растот на нивните плати е поприлично голем, со оглед на тоа
додава што за една година тие пораснале за 16,9%. Во групата на работници чии плати изнесуваат над 1000 евра, влегуваат и вработените во информации и комуникации со 65.917 денари, складирање и помошни дејности на превозот со 65.224 денари, просечно исплатена нето плата. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 40-годишен делчевец затоа што при преглед во товарно моторно возило Volkswagen Crafter со винички регистарски ознаки кој го управувал била пронајдена стока која е прогласена за небезбедна од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. По целосно документирање на случајот против приведениот ќе биде поднесена соодветна пријава. МВР соопшти дека денеска во периодот од 6 до 10 часот на територијата на Македонија спроведена е акцијска контрола на возила што вршат јавен превоз на ученици. При контролата констатирани се 38 сообраќајни прекршоци, а на вонреден технички преглед биле упатени 13 возила. Сообраќајните контроли за зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома продолжуваат и во наредните денови, информираат надлежните. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Дневната температура ќе достигне 17 степени, а утринската ќе биде 1 степен. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.